Победата на Драгон против репрезентативниот состав на женскиот фудбалски клуб Кочани ја isfrни на површина заспаноста на актуелниот шампион во пресрет на новите предизвици. Оправдувањето дека во скопскиот прволигаш има многу пари не е некој силен адут, бидејќи на терен не играат парите, туку фудбалерките. Може би повеќе држат жалопојките на сметка на судењето, изразено преку досудениот пенал и раното исклучување на Спировска, кои сигурно влијаја на резултатот, но поучени од искуствата во Лигата на шампионите во Сараево, кочанчани мора да го имаат и во предвид фактот предност на домашен терен. По ова коло многу нешта стануваат појасни, а кога е во прашање женскиот фудбалски клуб Кочани и покомплицирани. Јасно е дека во моментот Драгон има посилна екипа, која работи попрофесионално и поодговорно. Исто така јасно е дека неповолниот резултат е последица на грешките направени претходно, додека се ангажира погрешни заселувања за европската сцена, па и за првенството. На тапет може да се стави и сериозноста во работењето која не е на ниво на шампионската екипа, како и некои тактички варијации околу составот на тимот, во кој, например, предност и се дава на ветеранката Ширета Брахими пред безкомпромисната Ана Веселинова. Факторот тренер исто така е исклучително значаен. Тоа најдобро се гледа од напредокот во играта на Станкица Атанасова и на Симона Тодоровска, кои беа просечни во младост Сиднина С, втората и во Кочани, а брилјантни во Драгон. Скопјанки на 1 ноември ја остварија целта, се здобија со значајна предност пред конкурентите и се чини ќе немаат посериозни пречки до крајот на првенството. На реваншот во Кочани ќе им биде доволен и бод или пораз од 1 гол разлика, за да ја освојат шампионската титула. А таа задача е полесна од она на женскиот фудбалски клуб Кочани, кој треба својата игра да ја подигне за класа повисоко.